Сите ние сакаме што подолго да го задржиме младешкиот изглед на делот под окото и над окото. Овој пат ќе направиме еден фантастичен третман кој што ќе има ботокс ефект, ќе ни помогне кај нашата клиентка да ги подобриме делот над окото и под окото, бидејќи имаме темни кругови, и секако да го регенерираме, ревитализираме ткивото и да ги намалиме борите кои што се стекнати, со текот на времето. Третманот ќе го започнеме со сензитивното млеко за делот околу очите, со тоа што ќе го очистиме со помош на туфери. Тоа е навистина сензитивно млеко, кое што ќе исчисти се што е нанесено доколку имаме мејкап или било каква крема која што е нанесена претходно, со која што клиентката се негувала. Одиме со нежни кружни движења. И ова е припрема за следната постапка. Откако добро ќе го очистиме делот над окото и под окото, одиме со нанесување на специјален пилинг со кој што ќе ги отстраниме изумрените клетки и тоа ќе направи една добра подлога за да одат следните ритуални концентрати и средства со кои што ние ќе го разубавиме делот над окото и под окото. Одиме со нежно нанесување на нежен ензимски пилинг. Кој што го нанесуваме во ситни точкици околу окото. Одиме со нежни кружни движења, каде што го третираме и делот помеѓу двете очи, бидејќи тука знаеме дека и најчесто се појавуваат првите бори. Одиме со нежни кружни движења. Малку отвараме на делот каде што се појавуваат првите бори, за да можеме да навлеземе подлабоко. Одиме со кружни движења, брановидни движења, за да можеме да навлеземе што подлабоко во деловите каде што се појавуваат првите бори. Како следна постапка е, остатоците од нежниот пилинг ги отстрануваме со влажни тампони, нежно. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјалниот лосион, кој што е нежен и како постапка следува секогаш после пилингот, значи ќе го хидрираме делот над окото и под окото. Нанесуваме поголемо количество и нежно го влажниме тој дел. Одиме и со кружни движења.
И правиме една блага компресија. Многу пријатно мириса и клиентката осеќа едно благо ладење кое што е пријатно за тој дел, бидејќи со помош на тоникот едноставно го освежуваме тој дел, го хидрираме и го ладиме како што спомнав, и тоа е припрема за следната постапка, а тоа е нанесување на специјалниот серум од истата колекција, кој што ќе го нанесеме на делот над окото и под окото. Многу интересно во оваа колекција дека секој третман е индивидуален и си има свое пакување онолку милилитри колку што е потребно за двете очи, и тоа е само за клиентката која што го прави третманот. Многу хигиенски, многу стерилно и нормално клиентите ги го бараат тоа, сакаат да бидат онака како што треба удостоени, а да биде само за нив она што ќе го нанесеме. Одиме со нежна апликација на серумот, повторно одиме во точкици. Одиме со нежна релаксирачка масажа и нанесување на серумот, кој што е концентриран. Повторно клиентката осеќа благо ладење. Значи, одиме со нежни крушни движења, за да можеме да го внесеме серумот. И тоа е пријатно и за клиентката, бидејќи одмара, а сепак серумот ја завршува својата функција. Правиме една мала компресија. И ова е припрема за ексклузивната маска, која што ќе биде маска во едно парче, која што ќе ја спремиме сега. Маската е во прашкаста форма. Ќе ја активираме со минерален активатор. Повторно е само за клиентката. Ја внесуваме во гумена зделица. Ја активираме со минерален активатор. Ќе ни треба малку поголемо количество на минерален активатор и потоа малку одиме со поагресивно мешање додека да направиме хомогена смеса и таа ја аплицираме на делот над око и под око, а ја моделираме во вид на наочари. Маската во салонски услови ја оставаме негдека 25 минути, за да си ја заврши својата функција. За тоа време, овој третман исто се работи и на усните, доколку нели се договориме со клиентката, бидејќи и делот над усните исто толку многу старе како што и делот под окото и над окото. И тука се појавуваат оние први бори, значи на овој тука дел, секако и доле, така да можеме да продолжиме со апликација и продолжување на третманот доколку е во договор со клиентката.
Овој пат ќе го направиме третманот околу очи, а во следна прилика можеме да презентираме и како изгледа и третманот околу усните и на усните. На ваков начин е завршен третманот до оној момент додека маската не го заврши своето дејство и потоа продолжуваме со следната постапка. Бидејќи маската за околу очи го заврши своето дејство, одиме со отстранување. Полека ги одлепуваме страниците. Нежно ја отстрануваме. Морам да напоменам дека добро ги хидрира и трепките и веќе може да се примети дека делот под окото и над окото навистина е хидриран. Се уште имаме големо количество на влага во маската. Маската е навистина прекрасна, хидрирачка, пожелна е и за машката и за женската популација, за сите оние кои што сакаат навистина да постигнат фантастични резултати на хидратација и освежување на делот над окото и под окото. Ја отстранивме во едно парче, доколку имаме вишок од маската, полека го чистиме со нежно влажно памучно туферче и одиме со отстранување доколку имаме нешто многу малце и одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјален серум кој што има фантастичен изглед. Еве како изгледа, одличен производ за несесерот на секоја жена и девојка. Значи тоа е специјалниот серум со кој што ќе ги негуваме трепките и вегите за да добиеме поголем раст и поквалитетни трепки и веги. Одиме со апликација, навистина интересен производ. Во својот состав има и стем клетки, тоа е многу интересен податок. Така да во домашни услови, после ритуалните третмани во козметички салон, може клиентката да го продолжи третманот со апликација и редовно нанесување за уште подобри резултати. Бидејќи после третманот секоја клиентка го добива за да го користи во домашни услови. Многу е битно да одиме до коренот за да може сите екстракти да навлезат и да го нахранат влакното. Серумот има пријатен мирис. Повторуваме неколку пати за да бидеме сигурни дека сме нанеле добро. И оставаме неколку секунди тоа да се добро исуши. И одиме со следната постапка. А тоа е нанесување на специјалната крема како завршница повторно од истата колекција, која што секако клиентките ќе треба да ја користат и во домашни услови, нели?
за да може да се продолжи третманот во домашни услови, а нормално професионално во салон. Одиме со апликација. Одиме со нежна релаксирачка масажа. Секогаш одиме со постапки на подигање и секако дренирање на делот под окото, за да можеме да ги намалиме кесичките кои што секако се резултат на вишокот на течности кои што се задржуваат на делот под окото. Навистина фантастични резултати од прва апликација, бидејќи и самите клиенти приметуваат дека имаме ботокс ефект, а нормално секоја клиентка сака брзи и ефикасни резултати после првиот третман, за да може и да ги продолжи следните ритуални третмани. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман и ја оставаме клиентката да ужива во следните ритуали доколку има потреба од некои други освежителни и козметички третмани.